И покрај започнатите припреми за сеидба на ориз во Кочани, оризопроизводителите се уште се соочуваат со застарените проблеми. Децидни стојат на ставот дека со сеидба ќе започнат во јуни. Ситуацијата станува се повеќе алармантна од страна на водоводното предпријатие Брегалница затоа што каналите не се исчистени. Се чини дека ниту еден надлежен орган нема слух за нивните проблеми. Сеидбата не е започна, него припремата сеидба има, а сеидбата ова година ќе касне. Нема ни една чистена вода од предпријатие Брегалница и ситуацијата е алармантна. Тие вадите не може да ги изчистат до 11 октомври, а не сега. Значи пак ќе сееме во јуни. Втора работа, семенски материјал уште нема. Има дојдено колку е семенски материјал, тоа го не знам. Пестициди, сите тие работи ги набавуваме на диво. Значи во аптеките нема. Еден препарат кој се користи неколку години. Еден препарат кој се користи 4 години, тоа е резидентен на сите плевели. Што значи ние се снајдеме кој како знае и умее. Ако лани, значи, оризопроизводството беше десеткувано, сега мислам дека за 50% плюс, значи, ќе се намале. Цената на оризот од 35-37 спада на 32 денари. Што и тоа е, значи, минус за земјоделец, за оризопроизводител. Него не е само тоа. Ние имаме житариците, имаме 200 тона пченка и јатме непродадени. Сточарството е уништено, младите бегат. Еве јас тражам аргати да фрлат ѓубре. Нема, никој не се напаќа, нема млад човек. Ветувањата на владата повторно ги разочара земјоделците, истакна Арсов. Според него и покрај уредно поднесената документација, субвенциите кои што треба да се 50% покачени се уште останаа неисплатени. Сакам да кажам околу субвенциите. Николос и Обеке ще ги исплатат субвенциите на 50% од оризопроизводителите. Ги имат земан на 50%, не е исплатено. Цялата документација уредно. Мислам дека го малтретират, буквално земјоделецот го падат од оризовите полиња. Оризарите бараат нивните проблеми да бидат слушнати и да се најде соодветно решение, затоа што тие се столбот на исхраната во државата. Инаку ќе бидат приморани да ги напуштат оризовите полиња и да бараат спас надвор од државата.